Следната година владата планира да потроши 6,7 милиарди евра. Вкупните приходи пак се проектирани на 6,1 милиарда евра. Дефицитот, односно минусот во буџетот, ќе се покрива со задолжување на домашниот, но и на надворешниот пазар. Што тоа ќе значи? Кои се првичните оценки за предлог буџетот за следната година? Разговараме со председателот на Фискалниот совет Абдулменав Беџети. Господине Беџети, ви благодарам што сте гостин во емисијата Финсайт. Благодарам на можноста. Ваша првична оценка за буџетот, реален, развоен или социјален и преоптимистички скроен? Па ние и во писменото мислење што го доставивме до собранието, а кое денеска беше во расправа комисијата, матичната комисија за финансирање и буџет, првично генерално размислување во однос на тоа изразено во мислењето е дека буџетот е доста конзервативен, стегнат доста и од страната на јавните приходи и од страната на јавните расходи. Отстапувањето е малку во однос на фискалното правило за буџетскиот дефицит, во однос на тоа како било минатата година, бидејќи минатата година беше дефицитот планиран минус 4%, ова година е 3,5%, што значи дека се уште и покрај тоа што е изнад фискалното правило, се уште се води кон одредена консолидација. Прашање дали вака проектираниот буџет ќе има можност да биде реализиран онака како што е проектиран. Малку е по-оптимистички проекцијата на економскиот раст, затоа што е со стапка од 3,8% раст, што не се совпаѓа со другите проекции на меѓународните финансиски институции, па ако сакате и со самата проекција што го прави Европската комисија во случај за кај нас, бидејќи тие проектираат некаде околу 3,1 до 3,2% раст за идната година, што предпоставувам дека е доста пореално од проекциите на Министерството за финансии 3,8% и Народната банка на Република Северна Македонија 4%. Така. Вие сте академик, председател на Фискален совет и универзитетски професор. Колку мислењата и препораките до владата од Фискалниот совет се земени во предвид при креирање на буџетот? Судејќи по основ на минатото, значи во однос на тоа што сме ние давале препораки конкретно и конкретно во однос на минатата година, например, имавме одредено мислење токму за да се води сметка за фискална дисциплина, консолидација и насочување кон проектирање на реална основа, врз основа на реални предпоставки. Оваа година сме пријатно изненадени и морам да кажем дека дел од нив и се земени конкретно предвид. Например, ние лани меѓу другите препораки укажавме дека е добро да владата која носи буџет да има едно непишано фискално правило кај нас во нормативниот дел во Законот за буџет и меѓутоа во Европа се применува, да се ограничува динамиката на растот на јавните расходи во ситуации кога имате изразен буџетски дефицит. Јавните расходи не сме да надминуваат уште во проекција јавните приходи во однос на динамика. Не збориме во однос на обем. Бичи тие во обем и така ќе бидат. Но и ова година мислам дека ова препорака од минатата година е апсолутно прифатена во целост. Затоа што растот на јавните приходи се предвидува 3,6%, доека растот на јавните расходи се проектира од 2,5%. Ова покажува дека доколку дисциплинирано се реализира, дека ќе биде на некој начин водено кон фискална консолидација постепена. Меѓутоа, што ако потврли токму тоа прибирање, еве да кажеме, власта вети дека сивата економија ќе се намали. Ние до сега, речиси 2 години, не видовме ниту една мерка која би била борба против таа сива економија. Речиси сите буџети кои се носеле, барем последните 15-20 години, ја можем да ви гарантирам,
дека ниеден буџет не е испуштено да се каже дека ќе се намали даночната евазија, фискалната евазија и така натаму. И второ, сите буџети почнуваат со реченица дека буџетот ќе биде управуван прудентно. Значи со посебно внимание или домаќински, да кажеме, народски. Така да во сите буџети тоа постоело. Едно е да кажувате, да пишувате добри реченици, а друго е тоа да ги спроведувате и навистина да бидете во ситуација да реализирате таа фискална дисциплина која што ја зацртате. Така да од таа гледна точка мислам дека, ако можам фигуративно да се изразам, владата со овој буџет сама влегла во една челична кошула, што за нас е за поздравување, меѓутоа тешко дека ќе може во тие рамки и да дисциплинирано си го спроведе. Тоа ќе се покаже во текот на реализација и тоа веднаш во првото тромесечие, кога Фискалниот совет на 30 април ќе даде извештајот за реализација на првото тромесечие 1 јануари 31 март. И тогаш ќе се видат првите индикативни трендови на реализација на овој буџет кој што е доста, би рекол, конзервативен што е. Каде мислите дека ќе има потврлање, во кој дел? Реализација на капитални инвестиции? Оваа година прво во приходната страна јас очекувам дека потврлувањата најверојатно може да бидат во делот на придонесите и во делот на персоналниот данок делимично. Потоа ќе бидат потврлени веројатно, ако трендот оди како што се реализира 25-та, потврлувањето највише беа кај акцизите, царините и ДДВ-то, тоа значи на индиректните даноци или даноците на потрошувачка, и приходите по основ на капитални приходи и донации. Значи, овие се 4 точки во приходната страна кај што се критични и би требало да се сведат, затоа што во 9-то месечие, кумулативно 25-та, се покажа дека големо потврлување има кај персоналниот данок од доходот 14%, што индикативно и се уште немаме одговор на што се должи тоа. Значи 14% е многу. И на што би можело да се должи? Па најверојатно во делот на договорите на дело, хонорари, бидејќи само таму имате давачка персонален данок или данок на личен доход, согласно да бидеме прецизни по законот. Во другото се оди во пакет заедно со придонесите и сега ова треба да се провери на што е. Затоа велам, зависи ако се укинуваат голем број на договори на дело, исплаќање по хонорари, најверојатно тамо ќе потврли и персоналниот данок на доход и во идниот период. Во делот на расходите јас очекувам да потврлување најверојатно пак да се реализира кај стоки и услуги, бидејќи постојано тамо се крати. Не може да се крати во неодложливи обврски од типот на социјални трансфери, исплаќање пензии, плати. Значи, тие се на некој начин не може да ги заобиколите. Значи, и, на жалост, жртва, постојано се резервна жртва се капиталните расходи, но ова година тие се и така во предвидувањето се скратени за 20% во однос на лани. И ние затоа кажав и во комисијата дека е тоа добро што е скратено и да бидеме подобро на реално предвидување, затоа што никогаш не покажавме капацитет за нивна реализација, зборам во обем. Друго е во квалитет на структура, што се тие внатре, зашто се и така натаму, тоа е сосема друга приказка, за кое нешто треба по-долго време да се елаборира што тоа значи, затоа што номенклатурата капитални инвестиции или капитални расходи е по-општа, по-генерална, а внатре треба се види која е структурата, кој е квалитетот, за да видиме дали навистина тие имаат изграден во себе мултипликаторот, развојниот мултипликатор во нив. Зависи
каде тие се насочуваат. И ако градите, например, и плаќате на градежна оператива, зависи која. Други да им платите на меѓународна компанија која изведува работи, други да им платите на домашната градежна оператива. Така да сето тоа после покажува колкав се квалитетот на капиталните расходи внатре во државата. Ги споменавте платите и пензиите. Во вашата претходна стратегија на фискалниот совет сугериравте на владата да се постепено да се зголемува старосната граница за пензионирање до 67 години, но и постепено зголемување на придонесот. Меѓутоа владата го одби ваквиот предлог. Тоа е во секој случај право избор на влада. Тие добиваат мандат, ние сме советодавно тело, остануваме Останувате се уште, да, апсолутно, затоа што трендот покажува дека растечки е потребата за пренесување трансфери од буџет до фондот за пензиско и инвалидско осигурување. И ако тој тренд е растечки, кој што денеска се движи околу 40% од буџетот, да финансирате фондот, да, нашиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување е исто така со солидарна компонента на помеѓу генерациите, но не до тој степен. Значи, до толкав обем на финансирање од буџет директно фондот, тоа е и пренамена, тоа е и прераспределба на даноците кои што ги наплаќате по друга основа. Фондот треба да биде заснован на придонеси и затоа тој треба да биде компониран со таа динамика и постепено да почне еден процес на консолидација на фондот. Ние не може да имаме целосна, консолидирана фискална консолидација без консолидација на деловите на фискален пакет. А најголем дел на фискалниот пакет е фондот за пензиско и инвалидско осигурување, каде што трансферите од буџет се растечки од време на време како што тече. Во апсолутна бројка тие 40% од БДП колку би биле? Над милиарда евра? Па околу милиарда евра се годишно што од буџет ги добија фондот, а тоа значи некаде околу половина од фондот за пензиско и инвалидско осигурување се прибавува средства од буџетот. И ако одиме по динамика да видиме каков е соодносот на вработени и пензионери, значи тој сооднос се влошува. Например, моментално тој се движи околу 1,7. Значи 1,7 вработен плаќа придонес за еден пензионер. И тоа е недоволно. Значи, колку а ние знаеме дека па тоа прилично треба да биде некаде не испод 2,5. Недостижно е тоа. Оддамна не сме имале 1 према 2,5. Во самиот почеток на транзиција сме биле дури 1 кон 3,5. Меѓутоа во краток период, затоа што нормално структурата на економијата е сменета, меѓутоа тоа подобрување ако оди со 0,1-0,2%, тој сооднос да се подобрува со тоа што бројот на вработените расте, бројот на пензионерите во однос на нив опаѓа, тоа да доаѓа докај два вработени, двајца плаќа придонес за еден пензионер. Тогаш може да се каже дека фондот влегува во фаза на консолидација. И ние знаеме, свесни, кога дадовме таа препорака, тоа го кажавме дека треба одредена транзиција. Например, Швајцарија имаше направено пред 10 години ваква транзиција, во која што во текот на годината, секоја година, по 3 месеци, едно тромесече го продолжуваше работниот век. Тоа значи за една година плюс, наместо 64-65, треба наредните 4 години да се тоа усогласи. И така ние тоа го замислуваме. Не мислиме дека тоа може во еден мандат, бидејќи крајот на краиштата и огромен политички ризик е. И ние си ја разбираме владата зашто не само ова влада и секоја. Зашто не го направи тоа некоја претhodна. Меѓутоа, знаете, кога доаѓате во ситуации да раководите и земате мандат за да управувате со државата, со јавните финансии мора да се управува барем во тренд, во подобрувачки тренд. Као што велиме сега, влеговме во една фискална консолидација од аспект на постепено намалување на буџетскиот дефицит. Економски не е популарно, не само социјално. И економски не е многу популарно вие одеднаш да претендирате да стегнате каиши, одеднаш да се консолидирате. Меѓутоа,
ви треба економски раст, ви треба економска компонента на буџетот и тоа треба да се има предвид и ние затоа велиме постепено, а меѓутоа трендот е важен. Да, тоа е непопуларна мерка и граѓаните сваќаат како сега ако ни се зголеми 67 години, кај нас векот на живот е многу пократок од оној кој што го имаат европјаните. Нема да дочекаме да уживаме во пензијата. Па податоците не покажуваат баш таков тренд, еве ја да ги охрабрам граѓаните, ќе кажем за среќа, значи се продолжува и векот на живење. Ја ќе ве потсетам, јас сум многу повозрасен, пред 30 на години едва и учител користеше пензија 3 до 4 години. Денеска за среќа еден пензиониран учител, земам само како пример, нели, било тоа професор, било тоа лекар, било тоа социјален работник, користи за среќа повеќе од 10 години пензија. И тоа е добро. Тоа е стандардот на населението. Нема ништо против тоа. Меѓутоа популационата политика покажува дека тоа треба да се коригира и ние знаеме што се случи во Франција во однос на покачување на векот на работење, продолжување на тоа. Тоа не е многу популарно, но истовремено е нешто што зло без кое се не може. А со зголемување на придонесот за ПИОМ од 18,8 колку што е во моментот за 0,7% поени, би се добило некаква консолидација во Секако би се влегло во еден процес на намалување на зависноста од централниот буџет, од буџетот на владата. Ние додуше сме имали периоди каде што сме имали и повеќе од 20%. Ја ќе ве потсеќам, сме имали и 21,2%. Фондот за пензиско инвалидско осигурање по тој основ. Тоа има различни модели. Некаде тоа треба да се издвои, да дел од тоа го плаќа работодавачот, дел превзема работникот во свој терет. Така да има различни модели како тоа се прави и во тоа не гледаме некоја скалило кое што е недостижно. И тука транзиција е потребна. И покрај тоа што стопанствениците се жалат, јас ги имам слушното и респектирам и такви мислења, да слушате од нив дека придонесите се многу високи, во земјите на Западен Балкан ние сме само подобри од Косово во однос на придонесите за пензиско. Ама таму нема некој пензиски систем, таму е траст фондот кој што функционира на друга основа и пензиите не се пензии, тоа се социјални надоместоци што ги добиват. Инаку и Албанија е тука близко до нас, инаку сите други земји од Западен Балкан, вклучувајќи Србија, Црна Гора, Босна, имаат многу повисоки стапки, па 22 и повеќе се во некои земји. Да не кажувам колку се во Хрватска. Дури 23,5-24% е фондот за пензиско инвалидско осигурање. Значи многу повисоко. И во нашето блиско соседство, кажав, освен Косово и Албанија. Ако долгорочно владата не ги земе во предвид ваквите препораки од Фискалниот совет, немировно ќе биде да се зголеми ДДВ-то, предпоставувам, за да има да ги оствари тие вкупни приходи кои што ги планира. Ја не би препорачал во делот на ДДВ, освен тамо каде што на некој начин се дадени одредени поволности. Например, мора да се размислува за влегување во сила и за поврат на системот, така наречен системот што плаќа во градежништво. Вие не може да го вратите влезниот данок 18%, а на крај да плаќате 5% на продадените станови. И ова исто непопуларно. Меѓутоа има вакви, би рекол, ослободувања кои што биле во времето дадени времено, ама кои што потоа се продолжуваат скоро секоја година. Значи, има некои празнини во системот на ДДВ кои што треба да се тресаат целосно. Но не мислам дека генерално треба да се зголеми генералната стапка од 18%, затоа што ние и така имаме многу регресивен даночен систем. Насиот даночен систем е доминантно зависен од така наречените индиректни даноци, даноци на потрошувачка. А индиректните даноци, теретот го носа средниот слој и сиромашните. Бидејќи богатите, ако земаме по слоеви на општество, за нив не им значи тоа маргинален некој трошок. За нив е сеедно. Дали ќе биде 18 или 21. Тој што зема над 2000 евра плата или над 2500 евра, па некој, да не кажувам бизнисмени, кој што за нив е сеедно. Сега не е фер и тој со 400 евра и тој со 3000 евра да плаќат исто ДДВ. Ме разбира, затоа нема простор многу кај ДДВ-то.
Но затоа се прават одредени прогресии кај даноците, така наречени директни даноци, кои што се данокот на персоналниот данок на личен доход, данокот на добивка, корпорации и други даноци кои што внесуваат во системот така наречен негативни екстернали. Ние се уште немаме екоданоци, ние немаме данок на монооксид карбон. Меѓу тој ќе стапат на сила од 1 јануари сега, иако не знаеме колку точно ќе изнесуваат. Ја верувам дека ќе почнат да се применат и да стапат во сила, меѓутоа во буџетот тоа не се пресликува многу. Вие гледате дека во буџетот очекувањата да растат приходите од данок 6 до 7%. Ако така се проектирани, тоа е ниво на номинален економски раст за една година. Номиналниот економски раст за една година би бил 6,4%, знаејќи дека реалниот е проектиран на 3,8 и инфлација од 2,5%. За инфлацијата од 2,5, мислите дека е премногу ниско, премногу оптимистичка? Не би рекол премногу, затоа што дури и во пошироко, и во регионот, и во Европа, еврозона, се проектира дури и 2%. Дури ова 2,5 е изнад инфлацијата која што е предвидена во стратегијата, фискалната стратегија кај што стои дека е 2%. Меѓутоа тоа не е колку што вие предвидувате, туку реално. Друго е базичната инфлација, тоа е друга тема, колку тоа би било и мислам дека кај нас е многу важно да се води многу повеќе сметка и таргетирање на делот на така наречено ако треба и ограничување на некакви цени и така натаму на базични производи, бидејќи од тоа зависат нели претежниот дел на населението, средна класа и сиромашната класа. Токму таа класа постојано притиска за зголемување на минималната плата. Што доколку се усвои тоа барање на синдикат 500 евра минимална плата? Ако не расте, додека ние се повикуваме на инфлација и бараме во основа на тој аргумент покачување на плата, мислам дека со тоа ние влегуваме во бескрајна спирала. Се зависи интензитетот и динамиката, меѓутоа влегуваме во една спирала. Ние треба платите да ги посочуваме во основа на раст на продуктивноста. Меѓутоа тука стоиме многу лошо. И влошувањето на продуктивноста ни го намалува конкурентната способност на економијата. Ние постојано може да губиме тука и да станеме неконкурентни. Значи, лесно е административно да ги покачувате минималните плати. Популистички ќе звучи тоа. Но колку, например, економијата ќе може тоа да го поднесе? И јас се чудам, кога стопанственици слушам, дури асоциации, како препорачува зголемување на минимална плата, но под услов да се намалат придонесите. Мислам, нонсенс некој работи. Поранешниот председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија препорачуваше така, тоа е небулоза и основно непознавање на макроекономијата. Така да не оди таа работа така, но сметам дека минималната плата треба да се води сметка во делот на паралелно со новите технологии, употребување на новите хай-тек средства, инвестиции во тој дел за да се подобри продуктивноста. Ние сме многу лошо, стоиме со ниво на продуктивноста во однос на Европска Унија, а ние извезуваме 6% во Европска Унија. А сме 45% во однос на продуктивноста со нив. Значи, во што ние конкурираме? Во инпутите. А платата е еден од елементите на инпутите, потоа на електрична енергија, која друга страна никога што се плаќа, потоа, не знам, на други трошоци, пак и прилично пониски даноци од тоа што плаќаат во тие пазари и на основа на тоа ние конкурентни, а не на основа на трудот или labor competitiveness. Министерката за финансии не објасни дали зголемувањето на пензиите во март ќе биде линеарно или законски. Што доколку повторно одлучат да дадат линеарно покачување? Види, тоа е спротивно на системот. Вие знаете дека системот на нивелизација на пензиите е на основа на индексирање. По два индикатори, нели? Во основа на инфлацијата и во основа на порастот на просечните плати. Значи, и двете се комбинираат во тоа индексирање е поставено системски. Секое друго линеарно покачување нарушува овој систем и ќе доведе до одржливоста. Ја не очекувам дека понатака ќе се направат такви чекори,
Инаку, уште кога се направија првите линеарни покачување, ние бевме внимателни, направивме анализа и тоа се уште стои објавена во вебсајтот, колкав е импактот. И еве сега ги имаме последиците од тоа. Значи, дел од тоа ние си имаме. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека социјално, политички, може да се каже дека еднаш тоа беше и оправдано. Затоа што навистина имавме голема дискрепанца меѓу највисока пензија и најниската. И со тоа се охрабрија најниските пензии, што дури идеолошки не припаѓаше на оваа влада. Тоа се десничарска влада и не би требало. Меѓутоа, оправдано е ако гледаме кроз таа гледна точка. Но ако продолжуваме и понатака се линеарно, мислам дека не е фер. Тогаш треба да се размислува тоа што плаќаат огромни придонеси за пензиско инвалидско осигурање, знаете, до 16 просечни плати според системот и основицата. Тогаш тоа е апсолутно не фер. Знаете што значи 16 просечни плати? Тоа прилично доаѓа околу, како да ја кажам, на основица од 8.000 евра вие да плаќате месечно, а да земате пензија од 1.000 евра. Така да тоа нарушува целосно системот. Моето последно прашање до вас, господине Беџети, е јавниот долг. Дали треба да не загрижува или не? Како целина, како големина, не би требало да не загрижува. Тековно тој се движи, нели, министерката вели дека 57,5. Не сметајќи ги тука втасаните обврски кои што во системот СПО и според извештајот на Европска комисија треба да бидат согласно европските статистики пресметани во тој дел, тогаш со се нив би било околу 62,5% и се уште не е драматично од таа гледна точка. Меѓутоа, ако правиме научни анализи да увидиме дали само тој формален прак е важен, мислам дека по две основи загрижувачки е многу јавниот долг. Прво, затоа што сите анализи научни ни покажуваат нам дека прагот за економија од обем и структура како Македонија се движи од 52 до 54%. И тие се научни анализи фундирани, економетриски направени, јас имам објавени такви трудови во реномирани журнали светски. И втора компонента е цената на чинење на долгот. Значи, додека каматната стапка е повисока од стапката на реалниот економски развој годината, ние влегуваме многу ризична зона. Замислите, според условите тековни на пазарот на капитал, која цена плаќаме ние за изнајмување, ново изнајмување. Без разлика да вратите поранешен заем. Може ви враќате дел од заем поранешен, кој што бил со многу пониска каматна стапка, затоа што сме имале и со 2,25, со 2,5 и така натаму, а да се задолжиме можеби со 4 или 3,6 во домашниот пазар. И износите за плаќање на камати во буџетот од 26 година се неверојатно високи, а ќе бидат уште полоши. Значи, во 26 година е проектиран 19 милиарди евра, поточно 19,2 милиарди евра за камати. Тоа се над 320-330 милиони евра. По 2-3 години ќе ни дојде пола милиарди евра да плаќаме за камати. Од оваа гледна точка е проблемот и конечно, по мое размислување, ова чисто професионално, стручно, академски, е во однос на зашто се користи долгот. Значи, дали на вистина нашиот долг се користи исклучиво за алокација на продуктивни расходи финансирање? Мислам дека не. Така, чим вие се задолжувате за тековни трошоци во буџетот, тоа значи дека вие трошите нешто на зелено. Значи, неминовно ќе биде ребаланс следна година? Ребаланс и секако може и не е некоја трагедија да има ребаланс. Меѓутоа, на каква основа ќе биде ребаланс? Дали да одиме ребаланс заради повисоко процент на реализација на приходи што би било за позарување или за понисок степен на приходи. Или па ребаланс за зголемени расходи, не дај Боже, што е реално за очекување. Господине Беџети, јас ви благодарам за интервјуто. Благодарам за можноста.